Родителите на децата со посебни потреби на протест во шатори пред собранието бараат од политичарите да ги слушнат нивните потреби и проблемите со кои секојдневно се соочуваат, а се многубројни. Стручен кадар во центрите за деца со попреченост во развојот, квалитетна терапија, инклузија во образованието, но и центри каде нивните деца би биле сместени и по нивната смрт. Ова се само дел од барањата на родителите. Ние доставивме бавања до институциите и до партиите пред изборите. Ќе бидат и тука барањата, значи на првиот конгрес за лица со посебни потреби во Скопје, повеќе здруженија ги составивме тие бавања. Значи тие не се заедничките бавања за сите нас, бидејќи се покупуваме во тие бавања и потоа секоја категорија на лица со посебни потреби има и свој бавања кои што се вон тоа. Ми рекоа со обична кола да ја вадам од количката, да ја ставам и да одам во здружението за дневните центар. А дневниот центар знаете каков е? Една собична и некој каучок што оставил, можеби мртовец да умрел на неа и две медицински што волонтираат. Се жалев, ми одговорија Министерството за правда дека немало социјалното пари за да купи возило со рампа. Но многу уште пожелно е што Виши управни суд со 3 реченици одговорил. Во законот не постоело дека треба да има специјална возила. 5 до 12 и многу е потребно тоа да се направи затоа што луѓето страдаат, се работи за човечки живот. И ова е апел, значи уште еден наш апел, веќе не знаеме на кој начин да реагираме, да се направи што поскора, значи промена на законите, на подзаконските акти, на сите правилници, каде што полесно ќе можеме да се снаоѓаме во системот и каде што системот ќе ни го пружи она што ни е потребно, на крај крајви она што го заслужуваме како секој граѓанин на оваа земја. Ова се барањата кои што се поднесени ден пред молко. Значи преди самите избори до сите политички партии кои што учествуваа и до сите министерства кои што се инволвирани во оваа приказна. Значи има две групи на барања кои што се во принцип граѓанска иницијатива, кои што на повеќе здруженија. Барања кои што бараме да се исполнат во рок од 6 месеци, затоа што е возможно, и барања кои што бараме да се исполнат во период од 3 години, бидејќи исто е возможно. Голем дел од овие барања немаат никакви финансиски импликации, него се само коригирање на играта на зборови, која што негативно се одразува на состојбите на нашите деца и на состојбите на семејствата. На протестот дојде и министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибраими, кој ги ислуша барањата на присутните. Дали знаете која е потребата од дневни центри? Поготово сега кога се во пораст. Во моментот имаме 29 дневни центри низ Македонија. Во Скопје колку дневни центри има? Дали во Македонија постои дневен центар за лица со Даунов синдром? Не постои. Не Јас ти ви кажам дека не постои. Значи, во денешно време да не постои дневен центар за Даунов синдром, нели е срамота? Јас кажав дека ќе отвориме 4-5 регионални центри кои ќе бидат сеопфатни, значи буквално низ цела Македонија. Откако ги слуша нивните барања, Ибраими им вети на родителите дека законските измени ќе бидат прифатени и дека ќе се отворат дневни центри низ целата земја. Во делот на законските измени реков дека тоа веднаш, иако собранието не функционира, меѓутоа ние како министерство ќе ги поминеме на влада сите тие измени, ќе чекаме само собранието да се формира за да поминат тие законски измени, но во делот на условите кои што се барат, во делот на зголемување на посебниот додаток, можам слободно да истакнам дека во моментот не можеме тоа да го предвидиме согласно неможноста од собранието, меѓутоа како министерство и како прв човек ветувам дека ќе го разгледаме барањето и ќе го доставиме нивното барање до влада за да владата одлучи што и како понатаму. Родителите на децата со посебни потреби, здруженијата и поддржувачите ќе останат во шатурите пред собранието до сабота. Се надеваат дека конечно надлежните ќе ги чујат и ќе ги остварат нивните барања.